Во Вестминстерската исповед на верата има еден член кој говори за една војна, една борба. Вели дека христијаните се секојдневно вклучени во војна, војна која е постојана, непрекината и војна од која нема отстапување. И верувам дека предпоставуваме како христијани за каква војна се работи, бидејќи сме дел на вистина од таа војна. Секој ден ние сме поле, сме фронт во кој војуваат телото против духот. Војува стариот со новиот човек. Новиот човек го сака Христос, стариот човек го сака гревот. Новиот човек сака да му угоди на Христос, стариот човек копнее по гревот. И самиот апостол Павле признава многу искрено дека прави нешто што не сака да ги прави, а во исто време и сака да ги прави и ги прави. Во Римјаните, седмата глава на крајот, последните стихови, вели: не го правам доброто што сакам да го правам, туку злото што не сакам да го правам. Според својот внатрешен човек наоѓам наслада во законот Божи, а во своите телесни делови гледам друг закон, кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во гревовниот закон кој е во моите органи. Духот војува против телото, телото војува против духот. И во таа духовна војна, во таа секојдневна борба, претрпуваме и порази. И тоа јасно го гледаме, тие порази, најјасно некако се исцртани во ова послание до коринтијаните. Во досегашното изучување можеме да видиме на колку фронтови досега коринтијаните попуштиле. Или буквално ја предале војната. Во првите 4 глави се занимававме со гордоста, со фалбаџиството од црквата, со нивната поделба на групи, со кавгите кои ги имале меѓу себе, во докажувањата дали Павловите се поголеми или Аполосовите, кој доминира над другиот, кој е во право. Сето тоа довело до страшни поделби, непријателства, и во таа меѓусебна борба на докажување кој е поголем од другиот, гледаме во 5 глава, останале сосема незаинтересирани за сериозни гревови во црквата, за скандалозни гревови. Грев во кој дури, поради кој дури и перверзните жители на Коринт биле шокирани. Некој во црквата спиел со супругата на неговиот татко. И апостол Павле ги укорува, наместо да спроведат црковна дисциплина кон таквите, тие дури и се фалат, вели апостол Павле. Толку се гордееле со некаква супериорна духовност, а во исто време толерирале такво блудство. И во 6 глава, минатиот пат по првите 9 стиха, видовме како тоа непријателство или тие спорови во црквата излегле надвор од границите на заедништвото и пресметките, меѓусебните пресметки продолжиле или се пренеле во јавните судници. Оделе кај судии кои немаат ништо заедничко со спасението, со Светиот Дух, со Словото, тамо да ја бараат правдата. За беззначени работи, какви што вели апостол Павле, така ги нарекува, за ништожни работи, оделе и се срамувале пред судиите и барале надоместување на нивната загуба на сметка на или по цена на загуба на братот и сестрата во црквата. Го суделе братот на таков начин да придобијат некаква добивка. И апостол Павле вели: тоа е за вас срам. Вие кој Бог ве одредил еден ден да го судите светот, дури и ангели да судите, одите кај судиите на неправдата, кај неправедните судии, од нив барате правда, иако еден ден вие ќе ги судите нив во Божото царство. И прашува, зар не се најде ниту еден мудар
од вас кои се фалите дека сте толку мудри, ниту еден мудар не се најде кој ќе може да ги разреши овие спорови. И сега гледаме во овие стихови како тоа паѓање или како таа страшна ерозија во неморал и во компромис со светот се шири во други области на гревот. И овде апостол Павле нуди некакви духовни орудија со чијашто помош духовната војна која се води во Коринт, која сите ние водиме, таа непрестајна борба да има повеќе победи отколку порази. Духот да победува наспроти телото. Значи, ако внимателно ги видиме пак овие стихови, некако логично е поделен овој текст на два дела, 9 и 10 стих, секако едно предупредување. Прашуване, знаете ли дека неправедните нема да го наследат Божото царство? И потоа вели, не лажете се, и сите други кои ги изредува, и тие нема да го наследат Божото царство. Тоа е како предупредување дадено. А во 11 стих има едно подсетување. И вие бевте такви, но веќе не сте. Има предупредување, сериозно, кој нема да биде во Божото царство. И ова е, може би, до сега, до сегашното изучување, до овој момент, најсериозното предупредување. Имаше некакво на крајот на 3 глава, кој не беше толку јасно, дека оној кој го руши Божиот дом, самиот ќе биде разрушен од Бог. Но овдека веќе многу јасно кажува, овие нема да го наследат Божото царство. Предупредување и подсетување. Ајде да видиме што содржи предупредувањето. Едно од искушенијата со кои честопати оние кои изучуваат Библијата подпаѓаат кога доаѓаат до овој дел, до овие стихови, е фокусирање на самите гревови што се прават. Што значи блудството, прелюбата и така натаму, мажеложништвото или како беше, или хомосексуализмот и такви работи. И на тој начин испуштаме која е суштината на проблемот со кој се соочуваат коринтијаните. Јас би сакал ова утро повеќе да говориме не за самите гревови, туку што стои зад нив. Која е позадината, која е суштината на проблемот. И другото нешто што можеме да го видиме овдека, и не знам зашто, добро, така е. Да, ова требаше да биде. Имаме едно прашање во 9 стих, или не знаете, и едно предупредување, немојте да се лажете. И двете прашања, тоест и првото и второто, и прашањето, и предупредувањето веќе го среќаваме честопати во оваа послание. Не знам дали ќе се сетите, минатиот пат говоревме дека ова прашање знаете ли, зар не знаете? Дури 7 пати се среќава во оваа глава, во 6 глава. Веќе неколку пати го видовме и следниот пат кога ќе завршиме, кога ќе ги видиме од 12 па до крајот на главата, уште неколку пати апостол Павле ќе го постави тоа прашање. Не знаете ли? И сето тоа создава предпоставка дека нештата или вистините кои биле представени од самиот апостол пред коринтијаните, не само од него, и од Петар, и од Аполос, биле заборавени. Треба да ги знаат, ама веќе повеќе како да не ги знаат, или како да ги заборавили. Минатиот пат поставивме една диагноза, духовна диагноза, го спомнавме зборот евангелијална амнезија. Христијаните во Коринт како да доживуваат некаква амнезија во поглед на духовните вистини, т.е. доктрините кои им се представени. А таа амнезија, како и секогаш, нели, кога доаѓа до амнезија или деменција, создава дупки во умот.
Во овој случај, амнезијата доведува до минимизирање на проблемот со гревот и минимизирање на потребноста христијаните да живеат свет живот. Апостол Павле ги поврзува светоста, правдата со наследството во Божјото царство. Важни работи. Заборавањето на неопходноста од свет живот ја загрозува надежта за живот во Божјото царство. И затоа вели, не знаете ли дека неправедните нема да го наследат Божјото царство? Светоста, светиот живот е апсолутно неопходен за живот во Божјото царство. Тоа е првото. И второто вели, не лажете се. И порано се срекнавме со тоа предупредување, например, во третата глава на крајот им рече, не лажете се. Оние што се сметаат за мудри со светската мудрост или мудроста на овој свет, подобро е да станат глупави преку Словото и тогаш навистина ќе бидат мудри. Проблемот на коринтијаните бил во тоа што се смедале за помудри од другите христијани, помудри од луѓето во светот, затоа што Словото за крстот го надградиле, го збогатиле со светската мудрост. И тие рекле, сега сме помудри и од едните, и од другите. Овдека пак нивната измама е дека гревот не значи ништо и дека тие веќе се во Божјото царство и можат да прават што сакат. Амнезијата на духовните вистини или занемарувањето на пораката, апелот за свет живот се заменува со други вистини, тоа е со други учења. И затоа вели, не лажете се. Таа дупка која се создала во нивната теолошка мисла, отсуството на вистината, дека неправедните нема да го наследат Божјото царство, требало да биде пополната со нешто друго. Секоја празнина се пополнува. Празнината која доаѓа од занемарување на библиската вистина, ќе се пополни со лага која води до измама. Гледаме некакви фази и тоа се случува со црквата, се случува секогаш со христијанството. Има секогаш доаѓаат тие фази овдека што ги гледаме во моралниот пат. Ако почнеме да игнорираме или да забораваме некои вистини, тие вистини што ги игнорираме со текот на времето и ќе ги заборавиме. Ќе се јави празнина во нашата мисла, во нашиот ум, христијански ум. И таа празнина не може да остане како таква, туку во неја ќе мора да се вгради. И ако нема вистина, отсуството на вистина се надополнува, се пополнува со лага. Нема ништо меѓу вистината, нешто што ќе биде меѓу вистината и лагата. Бидејќи не ја слушале вистината, почнале да ја слушаат лагата. И така своите убедувања ги прилагодуваат кон она што го предпочитаат, кон животот што го предпочитаат. Кога тој повик, што апостол Павле во конкретниот случај го упатил за радикална светост, веќе нема значење за луѓето, тогаш мора да се изгради нов сет на убедувања во кој ќе се оправда и ќе се направи прифатливо онаа другото. Тоест, грешниот живот ќе биде прифатлив. Ќе се предложат, понудат убедувања, идеи во кои другото, она што е лага, ќе се представи како прифатливо. И на крајот ќе стигнеме до заклучокот, па немаме проблем. Ете, гледате, нема никаков проблем човекот да се живее во грев. И денес црквата, тргнувајќи или оставајќи дупки во учењето, кои ги пополнуваат со аргументи, кои во суштина се лага, измама, на крајот стигнуваат до заклучокот дека не е никаков проблем човек да претендира
кон некои трансродови права и пак ќе биде сакан од Бог. Нема никакви проблеми човек да се живее во гревот, зашто Бог го љуби. Бог е љубов. Бог сите ги љуби, што не е далеко од вистината. И Бог на крајот сите ќе ги прифати во неговото царство, што не само што не е далеко од вистината, туку воопшто не е вистина. Доктрината се штима да одговара на човечките желби. И тоа е проблем, сериозен проблем. Или пак, ако не успеат да докажат дека Бог навистина ги љуби и сите ги ги прифати, на крајот заклучокот е, па мене не ми треба таков Бог. И јас сум слушнал многу христијани, кога ќе им се представи ова библиска вистина, велат, јас не сакам да верувам во таков Бог. И навистина почнуваат да веруваат во друг Бог. И тоа е опасноста со коринтијаните, нивниот проблем. И затоа ги предупредува, не лажете се, дека сите овие што се избројани овдека нема да го насадат Царството Божјо. Сега, проблемот бил сериозен во Коринт и предпоставам си имало и оправдание за тој проблем. Сегаш можеме да си најдеме некој оправдание. Сепак учењето што го носи апостол Павле во Коринт е учење кое е изградено, учење кое е дадено во еден конзервативен, традиционален Ерусалим. Во град во кој што е голем скандал неморалот, блудството и овие други работи што апостол Павле ги пишува. Меѓутоа, коринтијаните, можеби, предпоставувам, барале разбирање за нивната состојба. Тоест, можеби му кажувале на апостол Павле во ред, можеш да го проповедаш тоа учење таму и таму сигурно луѓето ќе го прифатат, зашто тоа е дел од нивната традиција, да ги осудуваат овие работи. Меѓутоа во град како Коринт, кој е метропола, во град во кој па и не е кој знае каков проблем да се прават овие работи, тие се дел од животот на луѓето, е тоа овдека не е применливо. И ти не можеш да го разбереш тоа. И тоа звучи исто како убедувањата на многумина денес, кои велат овие вистини во Библијата или овие учења во Библијата припаѓаат на свет од пред 2000 години, кога била културата поинаква, кога навиките били поинакви, кога разбирањата за мажот и жената били поинакви, меѓутоа ние денес живееме во 21. век. Така да, многу од овие работи не се применливи. Или пак, ако се применливи во една конзервативна средина, не се применливи во еден современ град. Апостол Павле вели, не лажете се. Немојте да се, не мамете се, зашто гревот си е грев. Гревот си е грев во Ерусалим и во Коринт. Гревот е грев пред 2000 години, грев е и денес. Истиот грев ќе биде грев и понатаму. Така да, секој оно што колку и да даде, какви задоволителни аргументи да даде за своето учење, заменувајќи ја правдата со неправда, гревот се останува грев. А последиците, вели апостол Павле, се вечни. Во прашање е Божјото царство, а со тоа нема шега. Друго нешто што прави исто такав впечаток, кога го читаме овој список, е што во ова линија на описи на гревови, тоест на список на гревови, некако меѓу овие блудници и така натаму е вклучено идолопоклонството. И како да стрчи идолопоклонството, што списокот е на гревови кои имаат врска со сексот, со блудството. И овдека најнаш е вклучено идолопоклонството и како да нема врска сето тоа. Меѓутоа, за да разбереме зашто апостол Павле токму овдека го вклучува идолопоклонството,
пак добро е да го имаме во предвид контекстот во градот Коринт во тоа време, каде што овие гревови биле дел од духовниот живот на луѓето. Двата главни храма во Коринт биле храмот на Аполос, како така богот на машката убавина, и Афродита, како богиња на љубовта. Тие биле двата централни храма во градот во кој што се одвивал поглавно духовниот живот. Во едниот храм се практикувало како дел од поклонението хомосексуализам, во другиот имало проститутки кои биле таму буквално на служба. Тоа било дел од богослужбата, дел од заедништвото, механизам за општење со Бог. И затоа апостол Павле, кога ги говори овие работи овдека, во средината на овие гревови го вклучува идолопоклонството. Зашто таа иста категорија со тие гревови. И сега, може би, нас не ни изгледа толку соодветно тоа денес, меѓутоа, можеме да кажеме дека таа обсесија со сексуалното е издигнато на ниво на култ или на ниво на идолопоклонство и добива форма на идолопоклонство. Тоа прашање денес околу трансродовите права, кои пак се базираат на таа основа. Барањето, инсистирањето, тие да добијат некаква легална правна положба во правните системи, правото да одлучуваат за својот род, за својот пол, е толку важно прашање денес, што дури и изборните резултати, тоа која партија ќе победи и тоа во етаблирани земји во светот како Америка, зависи од односот кон тоа прашање. И сето тоа ни говори колку сето тоа, колку таа тема повторно денеска, а така било и сегогаш, добива форма на идолопоклонство, како и во времето на апостол Павле. Значи, тоа е првото прашање. Прашањето за измамата во предупредувањето и овдека во тој аспект на предупредување апостол Павле меѓу редови во начинот на изразување укажува и на сериозноста на гревот, тоест на длабочината до каде што стига гревот. Гледате дека овдека тој не именува гревови, туку ги именува вршителите на гревовите. Не вели оној кој прави блудство, туку вели блудникот, вели идолопоклоникот. И продолжува нели понатаму и со разбойниците, хулниците и така натаму, пијаниците. Гревот е опасен не само заради тоа што го раководи поведението на човекот, туку тоа оди многу подлабоко. Оди до корените на она што еден човек е. Или, со други зборови, гревот е прашање на идентитетот на човекот. Гревот го одредува неговиот идентитет. Овдека апостол Павле говори за идентитет на луѓето. Во прашање со идентитетот е многу популарно во Македонија. Идентитетот не е нешто што се добива на хартија или се губи на хартија. Идентитетот е она што ние го правиме. Идентитетот е она што сме. За разлика од светот, кој вели, ние сакаме да бидеме поинакви од религиозните, од оние што веруваат во Бог, кои се робови, кои се ограничени, ние сме слободни луѓе. Тоест, ние сме слободни да правиме што сакаме. И обично, прибегнувањето кон таквиот живот се представува како демонстрација на слобода. Апостол Павле вели, тоест апсурдно да тврдиш дека прибегнување кон гревови е слободно, зашто токму гревовите поробуваат дотаму што дури и одредуваат идентитетот на човекот. Одредуваат што е еден човек, дали тоа е праведник,
дали тоа е хуман, или пак е злосторник, или е блудник. Дали е човек кој ги љуби луѓето, им помага, или пак некој што ги уништува. Тоа всушност, тие работи го прават идентитетот на човекот. Гревот е прашање на идентитет. Ние можеме на хартија или по потекло да се представуваме со најдревни и со највозвишени идентитети. Но ако во суштина, во природа сме вакви, имаме лош идентитет. Многу поважно од традиционалното е она што сме. Некој може по традиција, нели, да се нарекува христијанин и вели мојот идентитет е христијански. Но ако тој е вовлечен во гревовите, всушност е грешник. И неговиот идентитет е грешник, не е праведник, не е христијанин. И затоа овде кај апостол Павле исклучува, и тоа е всушност по основата на исклучувањето на тие луѓе од Божјото царство. Прашањето на идентитетот. Праведник или неправедник. Зашто Божјото царство прифаќа луѓе кои го имаат идентитетот на Божјото царство. 9 стих, овој, не знаете ли дека неправедните нема да го наследат царството Божјо, е напишан на многу интересен начин. Структурата на стихот е многу интересна. Не се гледа тоа во нашиот текст, меѓутоа во оригиналниот текст апостол Павле многу нарочно зборчето неправедни и зборчето Божјо царство ги става еден до друг. Или зборот Адикој, кој е неправеден, со Тео Басилијан е еден до друг. Еден до друг стоат зборот неправеден и зборот Божи. Како идентитет за царството е ставен зборот Божи, а како идентитет за другите неправедноста. Станува збор за два различни идентитета. Едниот е идентитет на гревот, на неправдата, другиот е идентитетот на Бог, Божи идентитет. И така поставувањето на овие два збора еден до друг. Со тоа апостол Павле поставува јасен контраст меѓу тие две работи. Сака да укаже, оваа и оваа се толку различни, што едноставно не одат заедно. Тие се исклучуваат еден со друг, некомпатибилни се. И затоа неправедните, Божјото царство не можат да го наследат. Или ако сакате, буквално овој, според редот како е напишан, изгледа вака. Или не знаете дека неправедните, Божјото царство нема да го наследат. Јасно разграничување има, поставувајќи овие два збора еден до друг. Има јасно разграничување меѓу Бог и неправедните. Тие се оттугени и не можат да се спојат. И тоа е сериозното предупредување. Вели, ако некој греши и си мисли дека нема проблем со тоа, има всушност непреодолив проблем. Исклучени се од вечниот живот со Бог. И тоа е сериозното предупредување. И сега, бидејќи апостол Павле, кога дава едно предупредување, сегаш дава и охрабрување, ги подсетува на она што се случило. А такви бе и некои од вас, но се измивте, се осветивте, се оправдавте во името на нашиот Господ Исус Христос преку Духот на нашиот Бог. И ова ги подсетува, вие бевте такви, но сега не сте. И тоа подсетување повторно укажува на нивната амнезија. Те не само што заборавиле, нели, дека неправедните не можат да го наследат Божјото царство, туку и заборавиле што благодатта направила со нив. Опасноста е што таа заборавливост духовна довеле до заборавање на таа радикална преобразба што благодатта извршила. Затоа вели, такви беа некои од вас. Гревовите порано го утврдува вашиот идентитет. Меѓутоа вие сега имате нов идентитет. Христос ве ослободи. Жалосно е, и
Тоа не е идејата. Што вие продолжувате, иако имате нов идентитет во Христос, вие продолжувате да се однесувате според стариот идентитет. Вашиот идентитет продолжува да го одредува гревот. Вашиот начин на живот продолжува да го определува стариот грев. И тука пак доаѓаме до она што го повторуваме во посланието до Коринтијаните толку пати. Дека цело време Словото за крстот, Евангелието, континуирано, апостол Павле го дава како решение за проблемот. Вели, вие сте сега ново создание. Ако сте ново создание, старото помина, се е ново. Во Христос веќе не е ништо како порано. Во Христос се е ново. И затоа живеете во светлината на новиот идентитет во Христос. Во Христос имате благодат, во Христос сте променети, измиени, во Христос имате нов живот. Старото помина, веќе се е ново. И ако веќе се е ново, тогаш нема ништо од старото. Една од причините поради која што можеме и да се заблудиме дека со текот на времето има може да си го поставиме прашањето, а зошто пак тој да ни го одредува идентитетот, е ваквиот неправилен превод, ваквиот лош превод, кој не е само неправилен во поглед на текстот, туку е теолошки неправилен. Ако го видите оригиналниот текст и она што го учи Библијата, не е дека ние сме се измиле, сме се оправдали и сме се очистиле, не се глаголските форми активни, тоест субјектот самиот си го врши дејството, туку формите се пасивни во оригиналниот текст. Тоест, ако сакаме да бидеме точни, апостол Павле вели, бевте измиени, бевте осветени, бевте оправдани. Бог го направи сето тоа со вас. И бидејќи Бог го направи сето тоа со вас, вие треба да го вие го имате неговиот идентитет. Тој ви го даде Божиот идентитет на свети и праведни луѓе. Тој ви го даде идентитетот на неговото царство. И затоа вие не можете да поштувате такви прашања, туку треба да го живеете тој идентитет. Бог реши да не најде во робството, да не ослободи, да не измие, да не освети, да не оправда. Ние сме чисти сега поради Христос. Поради Него сме она што сме, нови созданија. И тоа не води кон надежда. Ако Бог не нашол во гревот, да не измие, и ако тој нашол и такви луѓе, гревовите што ги опишува апостол Павле се страшни гревови, најстрашните. И ако Бог вели, имаше такви меѓу вас, но веќе не се, тоа значи дека никој не е надвор од опфатот на Божјата благодат. Нема грев кој е толку страшен, кој не може да биде измиен, осветен и оправдан од Христос. Царството Божјо е полно со луѓе спасени кои биле такви, а повеќе не се. Има надеж и за најлошите. Во Божјата љубов тој копнее да привлекува виновни, да ослободува од вината, од срамот и да ги облече со убавина, да ги облече со светост, со праведност. И Бог сака да променува. Ние христијаните многу пати запаѓаме во една така инерција, тоест си мислиме дека стариот начин на живот или основните проблеми што се ги имале, како пораци и така натаму, треба да остават трајно одбележи до крајот на животот. Тоест, ќе се ги продолжиме да се ги правиме до крајот. Христос не само што простува, туку тој и променува. Кога Христос променува, ослободува, тоест ја раскинува врската со старото. Неговата благодат, неговата сила е толку голема, што ја прекинува врската со старото. И неговата желба е не само да спаси, туку да промени.
Новиот идентитет, и тоа е работата со идентитетот. Идентитетот не е нешто статично, нешто што еднаш за секогаш се дава. Идентитетот се гради. Идентитетот е прашање на усовршување, на надградување. Посебно идентитетот во Христос. Ако ние сме Христови, тоест го имаме неговиот идентитет, основното нешто што треба да правиме со него е да го надградуваме. Тоа значи денес да сме поинакви од вчера, а утре поинакви од денес. И затоа и апостол Павле на истите овие Коринтени во второто послание ќе им напише: ние секој ден преку Светиот Дух се променуваме од слава во слава според Христовиот лик. Тој идентитет што ни е даден секојдневно се усовршува во нас. Тоа е благодатта. Тоа е новото создание. Новото создание се усовршува. Новото создание не оди назад во стариот живот, новото создание секојдневно прогресира. Стануваме се повеќе и повеќе како Христос. Наликуваме се повеќе на Него. Се утврдуваме се повеќе во животот во Божјото царство. Се повеќе наликуваме на граѓаните на Божјото царство и карактерот на Христос посјајно блеска со секој нов ден. И тоа е она што апостол Павле сака да им го каже на коринтијаните и пораката за нас. И Господ да ни дава сила преку благодатта да биде тоа реалност и во нашиот живот.